младички, добре дојдовте на уште едно Дома со Леа видео. Денеска ќе зборувам на една тема што ми е многу мило што доаѓа на ваш предлог. Една драга сабскрајберка на едно претходно видео на тема работа од дома ме праша токму за оваа голема почетничка замка за секој кој сака да работи од дома. Одредувањето на времето за работа. Пред да почнам, само да ве потсетам да се сабскрајбнете на овој канал доколку се уште не сте го направиле тоа, притиснете го малото црвено сабскрајб копче, лајкнете го ова видео. Значи, секоја работна активност има одредено време во кое што може да се изврши. Земете предвид дека канцелариското работно време, кое што подразбира, кое што почнува откако ќе стигнете на работа, предвидува доволно голем дел од денот за да може да сработите доволно, односно да се мотивирате да сработите нешто. И токму затоа добар дел од професиите кои што се врзани со канцелариска работа не ја постигнуваат за да денат ефективност, бидејќи мотивацијата да се издржи низ 8-часовниот работен ден е поголема отколку мотивацијата да се исполни тој ден со ефикасно работење. Затоа, кога работиме од дома, времето за работа го одредуваме сами. Но токму тука е замката. Кога велиме дека времето за работа го одредуваме сами, тоа не значи дека можеме да речеме супер, сега ќе работам точно 1 час и ќе завршам сета работа. Бидејќи работата на секој од нас е различна, јас ќе земам неколку примери кои што ми се познати, вие обидете се да ги представите овие пораки во контекст на вашите работни активности. Прво и основно, потребно е да го менаџирате времето. Секој од нас има 24 часа и како ќе ги помине во еден ден зависи од него. Но внимавајте, поентата не е да поминаме колку што можеме повеќе во работа, туку да поминаме колку што можеме во ефективна работа, за да имаме доволно слободно време што ви не мотивирало. Оваа вештина накратко се нарекува менаџмент на време и добро функционира. Значи, ова е една сериозна вештина која што може да ви го промени многу добро животот. Со тоа што ќе ви даде потполна контрола на се што правите во вашето време и ќе ви овозможи да го подигнете квалитетот на живење на едно целосно ниво. Но најчесто не тера на интроспектива, на себе спознавање и интроспекција, и тука е моментот каде што многу луѓе решаваат дека менаџирање на времето не е за нив и они повеќе би сакале да не се замараат со себе си, туку да тераат така како што други им го креираат времето и животот. За да почнеме да ја применуваме и развиваме вештината на менаџмент со нашето време, потребно е да имаме некаков сенс за тоа колку отприлика трае една работна обврска. Например, одговарање на мејл звучи како нешто што одзема само 2 минути. Но најчесто 2 минути не се доволни ни да го прочитаме мејлот кој што ни е пратен и на кој што треба да одговориме. А каде е времето да одлучиме за деталите што нашиот мејл ќе ги содржи, да го срочиме одговорот, да го провериме од грешки и да го пратиме. И да пренесеме белешки од типот на датуми и задачи во нашиот руковник или онлайн календар. Ако испланираме 30 минути за оваа активност и испадне дека сме ја завршиле за помалку од пола од предвиденото време, тоа е супер, затоа што остатокот ќе го пренасочиме кон друга активност. Но, ако испланираме 2 минути, а поминеме 30 минути во извршувањето на оваа задача, тогаш ќе ги почувствуваме многу набрзо последиците на лошото менаџирање со нашето време. А тоа е замор, чувство на постојана зафатеност, чувство на непродуктивност и понатаму појава на прокрастинација, односно одложување на обврските предвидени во еден ден. Затоа е важно да планираме реалистично.
Еднаш кога ќе можете да им зададете реалистично време на траење на секоја од вашите обврски, можете истите да ги запишете на една листа и да го запишете времето кое што го предвидувате дека ќе ви биде потребно да ги завршите. На тој начин ќе можете да селектирате што ќе работите во вторник, што ќе работите во среда, што во четврток, дали ќе имате можеби секој ден еднаков број на часови кои што ќе ги посветите на работа или пак еден ден ќе работите 12 сати, а другите денови ќе работите по 1-2 часа во зависност од тоа што треба да завршите. Уште една многу важна работа поврзана со продуктивноста и менеджментот на нашето работно време е сознанието дека сите имаме различен период во денот во кој што сме попродуктивни од остатокот од денот. Најдете го времето во кое што вие сте покреативни, поенергични, повеќе ви фаќа мозок, посконцентрирани и имате повеќе волја за работа. Најверојатно досега сте откриле кои ви се тие периоди, но доколку не, можете лесно да откриете за неколку недели. Се што треба да направите е да зададете почеток на вашето работно време и на секои 3-4 дена да го менувате за 1 или 2 часа покасно. Например, ако утре почнете со работа од 7 часот, после 3-4 дена почнете со работа во 8 часот. После 3-4 дена почнете во 10 часот. И така натаму, додека не откриете во кој период всушност за најмалце време сте завршиле највредна работа. Секако, за да го откриете ова, потребно е да ги запишувате обврските кои што сте ги завршиле заедно со времето што ви било потребно да завршите. Внимавајте, ова не мора да го правите цел живот, но е многу корисно да се прави макар и во некоја скратена варијанта, во посебен роковник, за да ви помогне да ги согледате вашите патерни, шеми на однесување и на продуктивност. Не заборавајте да ги испробате и неконвенционалните термини. Во почетокот овие термини многу функционираа за мене. Например, ако сте личност која што не спие до доцна во ноќта, можете слободно да почнете со работа во 9 навечер и да завршите во 2. Во последно време, јас работам исклучително во раните утрински часови. Почнувам со работа најдосна во 6 часот и имам некои 2 часа за најкреативната работа. Ова е периодот кога немам дистракции, бидејќи моето семејство спие, а и кога ќе станат не сум им веднаш потребна. Почнувам наспана и без буката на мисли, информации, фрустрации, социјални медиуми и други дистракции. Моите мисли течат во слободни, неусловени правци и затоа ова е периодот во кој пишувам, подготвувам предавања, уредувам презентации и документи. Најчесто паузирам после 2 часа работа, за подоцна во денот во пократки интервали од околу 20 до 40 минути да им се вратам на пропратните задачи од типот на телефонски повици, во пристојно време, нели, мејлови, комуникација, состаноци и друго. Подоцна навечер, откако ќе заспие кирка ми, јас добивам неколку часа кога уште ми е рано за спиење, а сум во кревет. И овие часови најчесто ги минам во читање и гледање содржини поврзани со работа на мојот мобилен телефон. Во принцип, тоа се работи кои што повеќе ме релаксираат и држат заинтересиран, отколку што бараат напор, па затоа заморот нема големо влијание. Ваквата рутина воопшто не мора да ви биде фиксна за цел работен век. Може да ја менувате секој неколку месеци, неколку недели доколку имате потреба, кога вие ќе одлучите дека нештото веќе не функционира за вас, дека ви е потребен нов распоред за повеќе ефективност. Но како и да е, треба секогаш да си го закажете почетокот на работното време. Бидејќи работите од дома, многу е лесно да речете ќе работам од 9 и во 9 уште да сте у пижами или во кујна да спремате нешто и тоа нешто да се одолговлече до 11, значи не. Потребен ви е аларм или друг начин на обзнанување на почетокот на работното време во кој што ќе престанете со се што правите до тогаш и ќе се насочите во една работна средина, дури и тоа да биде само вртење кон другиот дел од масата. Доколку чекаме спонтано да почнеме со работа, никогаш нема да почнеме. Да чекаме спонтано да почнеме со работа, значи да не работиме, туку да се зафркаваме, а да се зафркаваме не носи приходи, освен ако не сме стендап комичари.
Затоа ставете аларм, исклучете го телефонот, да не ги добивате нотификациите од вашите социјални медиуми и да не примате повици, не закажувајте ништо друго во времето кое што ќе го предвидите за работа. Испланирајте си храна, кафиња, пијалаци и други потреби однапред, за да не ви одземат многу време. И повторно ќе кажам, најубаво ќе го регулираме ова доколку првите неколку недели водиме дневник на нашите активности. Дали тоа ќе биде во посебно тетрадче или во планерот кој што го користите или во онлайн планерот кој што го користите, потребно е да запишете секој ден во колку часот сте почнале, до кога сте работеле и кои активности сте ги завршили. Ова е посебно корисно доколку увидот на тоа колку работни сати сте поминале или поставувањето и соверувањето на лични рекорди ви носи голема сатисфакција. Водењето на ваков дневник ни одзема малку од времето, но ни дава многу голем и вреден увид на тоа кои се нашите јаки и слаби страни во менаџирање на времето, во менаџирање на работните обврски и основно во проценување на тоа колку време ни е потребно за одредени работни обврски. Набрзо ќе забележите дека добар дел од работните обврски ги спроведуваме и вон работното време кое што сме си го задале и ова е во ред доколку не ни предизвикува повеќе стрес отколку возбуда и задоволство и доколку не се коси со времето кое што инаку би го поминале со партнерите, со пријателите, семејството. Дури постои едно правило кое што експертите го нарекуваат правило на 2 минути. Доколку за некоја активност ви се потребни 2 или помалку минути за да ја завршите, воопшто не ја ставете на листата на работни задачи, туку завршете ја веднаш. Се разбира за ефикасно да го применувате ова правило, а не да заглавувате во часови со работа кога имате само малку време. Потребно е веќе да имате искуство и да можете да процените која активност одзема 2 минути, а која навистина само 2 минути. Како што кажав на почетокот, ова видео го снимив на барање на сабскрајберка и редовна коментирачка Елена И, на која што многу од срце ја благодарам за убавите коментари и за инспирацијата за ова видео. Елена, се надевам ова ти помогна. Слободно оставајте прашања во коментари, обожавам да снимам видеа кои што се релевантни за вас. Поздрав!